Roger. He's taking him as FH now. Roger. 60 seconds. Нил Армстронг и Бас Олдрин се првите мажи кои пред 50 години стапнаа на месечината. Мал чекор за човекот, голем скок за човештвото е легендарната реченица по која ќе остане запаметена вселенската програма, која чинеше 25 милиарди долари и на која работеа 400.000 луѓе. Жените сочинувале не повеќе од 5% од работната сила на НАСА. Иако малкубројни, одиграле важни улоги во мисијата Аполо. Но кои се жените кои пред половина век дадоа придонес сонот на човештвото да стане реалност? Джоен Морган била единствената жена во контролата за лансирање на Аполо 11 од Вселенскиот центар Кенеди на Флорида на 16 јули 1969 година. Таа е првиот женски инженер на НАСА во тоа време. За време на Аполо 11 работев на инструментална контрола. Ги следев операциите за да бидеме сигурни дека системот работи правилно. Денес многу уреди се лоцирани во Вселената. Сателитите овозможуваат комуникација, навигација и наблюдување, но пред 50 години се беше на Земјата. Жените учествувале во дизајнирањето на вселенското летало, ги пресметувале траекториите на летот, дизајнирале софтвер, работеле на обуката на астронаути. Керолин Лич Хантон, како медицински истражувач, ги следела виталните функции на астронаутите за време на вселенскиот лет. Имајте верба, жените напредуваат, вклучително и во вселенските програми. Уште многу возбудливи работи треба да се направат во следните години. И по цели 50 години, мисијата на Аполо и натаму представува вистинска инспирација за светот. Оваа година во Вашингтон се организираат мноштво настани, кои што треба да потсетат на големото достигнување на човештвото, но и да инспирираат за нови постигнувања. That passion can grow. Овие жени не се само историја. Тие се и инспирација за нови женски имиња во вселенските истражувања. Пред 50 години, тогаш малечката Розалин Лопес од Бразил, во медиумите ја видела Френсис Попи Норткат, инженер на НАСА на Аполо. Тоа било иницијална каписла животот да го посвети на вселенските истражувања. Како девојче видела напис во весниците со моја фотографија. Тоа ја инспирирало да ги изучува планетарните науки. Таа сега е многу важен планетарен научник. Како дел од одбележувањата на 50 годишнината од Аполо 11, во Вашингтон беше организирана и симулација, со која повеќе илјадната публика можеше да види како функционирала ракетата со која човекот ги надмина сопствените граници. Се надевам дека некој ќе се врати на месечината, можеби ние, но возбудена сум и ако успее некоја друга држава, Индија, Кина, Израел. Месечината е таму за сите луѓе на планетата. Жените мора да го завршат својот дел од работата, да се стекнат со соодветно образование и искуство, за да дадат придонес. САД планираат да ги обноват мисиите на месечината до 2024 година, за во следната деценија да се оди на Марс. За ова стана збори на приемот во Белата куќа, кој американскиот претседател Доналд Трамп го организираше за астронаутите од Аполо 11, Бас Олдрин и Майкл Колинс. We were able to achieve so much early